Проблемот со немањето паркинг простор е голема мака со која секојдневно се соочуваат сите учесници во сообраќајот во Скопје, што пак резултира со блокирани тротоари, приоди, патеки, оневозможено безбедно движење на пешаците и на велосипедистите, на лицата во инвалидски колички, на лицата со оштетен вид и на родителите со деца. Решението за проблемот со непрописно паркираните возила најчесто се бара во отстранувањето на истите, со помош на пајак служба, што пак значи дека во зависност од прекршокот ќе треба да платите од 1500 до 3000 денари. Доколку платите веднаш, казната за непрописно паркирање изнесува 1500 денари, освен ако не сте паркирани на зелена површина. А доколку возилото го подигнете од депото на пајак службата, за истото ќе треба да платите 2500 денари. Екипата на Прва Скопска излезе на терен со вработените во пајак службата, со цел одблиску да ви прикаже како изгледа акцијата за подигнување на непрописно паркирани возила. Како што ни соопшти Гоце Павловски, вработен во службата, секогаш постои однапред утврдена процедура по која се постапува. Ние прво информација добиваме од сообраќајната полиција. Со нас има полицаец и постапуваме стриктно по негова наредба. Додека не издае тој наредба, ние сами не подигаме возило. Кога ќе издае наредба, ние постапуваме по неговата наредба. Го подигаме возилото со мојот колега помошникот на возач, го подигаме возилото и го носиме во депото на пајак служба. Има ли никаква процедура, дали при подигањето го фотографирате автомобилот за да се утврди дали имало никакви изгребаници или било какви оштетувања за потоа да ни се случи да бидете ви обвинувани? Да, при подигање на секое возило, сообраќајниот полицаец го фотографира возилото како доказ кај било паркирано. Сите оштетувања се фотографирани и после се постапува за подигање на возилото. Неретко вработените во пајак службата се соочуваат и со проблеми кои ги создаваат санкционираните возачи. Често вербални, а никогаш се случуваат и физички пресметки. Колнење и псување ни се едни од основните така секојдневни изречици на македонскиот народ. Ама више тоа е секој отрпната работа. Го прашавме Гоце и дали доколку се појави сопственикот на автомобилот и замоли за разбирање, ќе му ја простат грешката. Да ја простиме не можеме да ја простиме затоа што ме отпочната работа со специјалното возило, има можност сопственикот да наплати на лице место и да му се ослободи возилото. За пајак службата секој има по нешто да каже. Не биле праведни. Го земале автомобилот само 1 минута по паркирањето. Немале разбирање. И најчесто слушнат муабет е дека селективно ги креваат возилата. Ние сакавме да слушнеме дали има вистина во тоа што се зборува. Тоа не е вистина. Возниот парк во Скопје сега и пред 20 години не е ист. Сега више 80% све се луксузни коли, така да таква работа нема. Покрај основната улога на пајак службата, камионите пајак имаат и друга, општо корисна улога за која многу малку се зборува. Покрај тоа што ги подигнувате непрописно паркираните возила, вие вршите една навистина интересна и општо корисна работа која ве повикуваат доколку некое возило е во дефект. Може ли да ни кажете зашто станува збор? Да, тоа е повик на трето лице. Доколку возилото е оштетено, сообраќајка нема тркало или е мењач скршен, кој не може шлеп службите да го отстранат, тогаш не повикуваат нас. Денеска можеме да забележиме голем број на возила тука во депото на пајак службата. Се случува ли некое возило да биде долго време овде и да не дојде сопственикот да си го земе? Па има некои возила, тоа се подигнати претежно опоменети по месец дена два што стоат и по пријава на граѓани од паркинзите се тие земени претежно и доаѓаат после месец два кој некој може и да се погоди да не тука у странство, ќе дојде после месец дена и си го подига возилото. Она што е исто така важно да се спомене дека многу често сте ангажирани при дислокација на возила во одредена ситуација, кога има никаков надпревар можеби, кога има никаков митинг. Што се случува во таа ситуација? Дали собствениците на возилата и тогаш плаќаат за да си го земат возилото? Па да, се случуваат утакмици, делегации, тогаш возилата се отстрануваат на други локации, али за тоа собствениците не
поднесат никакви трошкови. Има евиденција кај се преместени. Собствениците се јавуваат на нашиот телефон и им се кажува кај им е преместено возилото. Тоа е во близина на друг паркинг или друга улица. Исто така како што кажавме претходно, да ги префрламе возилата на друга локација, да не дојде оштетување од гранките или по паркинзите кај што сечат паркови зеленила кај што извршуваат акција или асфалтирање на некоја улица од улици патишта, ние исто така ги дислоцираме возилата. Со цел да превенираме евентуални казни за непрописно паркирање, ве потсетуваме дека најстрого забрането е паркирањето на обележан пешачки премин, на тротоар, крстосница, на места предвидени за паркирање на лица со посебни потреби, на автобуска постојка или на место на кое би го покривало сообраќајниот знак. Посебно треба да внимавате да не паркирате на зелени површини, надвозници и подвозници. Има ли некои локации кои што се најзастапени при подигањето на непрописно паркирани возила, каде најмногу сте, во кој дел од градот? Па посебни локации нема. Ние постапуваме во цело градско подрачје, сепак тоа одлучува сообраќајната полиција. Пешачките премини, тротоарите, коловозите се прва пречка кај граѓаните пријавуваат. Велосипедските патеки исто така се тие дел што прво интервенираме таму. И еден апел за крај. Внимавајте каде паркирате, бидејќи не само што ќе платите казна, туку и затоа што со непрописното паркирање ја загрозувате безбедноста во сообраќајот.